Демократските сили на ромите будно ги следат сите состојби во врска со политичката криза и во овој момент сакаме да изразиме загрижување и жалење во поглед на однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот лидер господинот Зоран Заев во поглед на прифаќање на било какви барања, било какви насоки од платформата која беше дадена од политичките партии на албанската заедница и сакаме да упатиме од оваа пресконференција еден апел дека прифаќање на било какви концепции или барања кои представуваат удар на уставниот поредок на нашата држава не е добро ниту за граѓаните во нашата држава, ниту за унитарниот карактер кој во овој момент го има Република Македонија. Значи, не за платформи, меѓутоа платформи кои се однесуваат на сите граѓани во нашата држава, без разлика на национална, верска и друга припадност. Значи, во Република Македонија не живеат само македонци и албанци, напротив, живеат и роми, турци, власи, бошњаци и останати срби кои екзистираат и се припадници на своите заедници, меѓутоа истовремено се и државјани на Република Македонија. Кога зборуваме за платформи, секако да, меѓутоа треба да зборуваме за платформи кои повторно ќе кажам, го одразуваат мултикултурноста и мултиетничкото живење во Република Македонија. Значи за платформи образовни, економски, земјоделски, стопански и така натака. Значи би сакал да истакнам дека нашата политичка партија е против фаворизирање на одредени заедници на сметка на останатите заедници или граѓани во нашата држава. Значи она што платформата во овој момент, нашите анализи на правниот тим на партијата Демократски сили на ромите доаѓа до сознание дека со прифаќање на вакви платформи се загрозува на некој начин и не само унитарниот карактер на државата, него и останатите заедници во поглед на нивните права и слободи во нашата држава. Пример, единствена држава во светот е Република Македонија, каде во преамбулата на Уставот се истакнува дека Македонија е држава на македонскиот народ, како и на заедниците кои живеат во нив, албанците, турците, србите, ромите, бошњаците, власите и други. Значи, веќе тука се губи делот, треба да претрпи промена Уставот, односно да има одредени измени. Потоа, член 9 од Уставот на Република Македонија, каде што се потенцира дека сите граѓани, без разлика на расна, верска, религиозна, економска, општествено, политичка или било каква припадност се еднакви. Значи, тука веќе со одредени измени, доколку Уставот претрпи кои подоле ќе ги наведам, се губи исто така еднаквоста на сите граѓани, односно уставниот принцип се нарушува на еднаквост на субјектите пред законите. Би сакал на оваа пресконференција да споменам дека со изненадување и жалење ги следиме состојбите, посебно на односот на меѓународната заедница, односно на одредени амбасади, некои држави кои имаат акредитирано своји амбасади во Република Македонија, на странските невладини организации и здруженија во нашата држава, кои превземаат секакви активности повеќе од 2 години и ден денес со кои сакаат да фаворизираат одредени политички партии, одредени етнички заедници и така натаму и на некој начин мислам дека вршат дискриминација на останатите етнички заедници. Ја не се сеќавам кога одредена амбасада на меѓународна заедница пројавила толку грижа за состојбата на ромската заедница, која истовремено е најсиромашна, истовремено е најобразована и истовремено еден поголем дел од граѓаните од ромска заедница живеат во катастрофални лоши услови. Значи, им порачуваме на меѓународната заедница, особено на амбасадите и други структури, без разлика кои да са,
да внимаваат дека со фаворизирањето и некои непристојни предлози може да помага на некого или на одредени политички опции. Меѓутоа, во незавидна и во катастрофална лоша состојба ја ставаат и ромската заедница и другите етнички заедници кои живеат во Република Македонија. Значи, нашата партија Демократски сили на ромите смета дека не треба да се прифатат и да се реализираат никакви уцени, никакви непристојни предлози, напротив, дека треба да се задржи унитарниот карактер на нашата држава, да се задржи независна и единствена Република Македонија, која е држава, како што претходно кажав, и на македонскиот народ и на етничките заедници кои живеат тука. Мислам дека со големо внимание политичките опции кои сака да направат влада, посебно македонските политички партии, еве би спомнал тука СДСМ и нивната коалиција, треба да внимаваат во поглед на унитарноста на државата, да не се загрози и да се преобрази во бинационална држава. Мене не ми смета кои партии, односно кои етнички заедници, колку права ќе добијат, меѓутоа повеќе ми смета што со останатите заедници, конкретно ние сме партија на ромите во нашата држава, нас не интересира каде се ромите во тој дел. Значи, прифаќањето од одредени можда политички структури или партии кои сакаат да формираат власт на други јазици, сметам дека е дискриминаторски во поглед на другите етнички заедници од една проста причина. Значи, Македонија, согласно Уставот, без разлика дали треба 2/3 за измена на Уставот или ќе се оди со закон за промена на јазиците, треба да се има во предвид дека Македонија во Уставот во ниеден случај не е означена како дека јазикот во државата е и македонскиот и на друга заедница. Значи, официјален јазик во Република Македонија е македонскиот јазик, кој е истовремено и во службена употреба, додека јазикот на другите етнички заедници е во службена употреба, доколку во одредени локални самоуправи живеат од таа заедница повеќе од 20%. И тоа и во досегашната пракса се применува, односно во судовите и во други органи на државната управа, може одреден граѓанин кој е припадник на друга заедница да побара одреден преведувач, да побара превод за да може да се вклучи во одредена постапка. Меѓутоа, употреба на два официјални јазика во одредена држава, односно прогласување, тогаш веќе немаме унитарен карактер на Република Македонија, него се работи веќе за бинационална држава и останатите држави во поглед на заедници во поглед на јазикот ги ставаме во понеповолна состојба. Во тој случај демократските сили на ромите предлагаат и ромскиот јазик да биде во службена употреба, со оглед да ромскиот јазик припаѓа на индоевропските јазици и е јазикот санскритот кој е и денеска актуелен, а во државата убеден сум и мојата партија е убедена дека после македонците и албанците трета сме заедница, да кажеме ромска заедница, која можеме да зборуваме за бројноста во поглед на граѓани од ромската заедница кои живеат во Република Македонија. Значи, одговорно тврдам дека во Република Македонија живеат повеќе од 130.000 граѓани од ромската заедница и во овај момент, бидејќи пописот многу одавна е извршен, не ја одразува правата бројка и ни смета во реализација на нашите граѓански права. Се надеваме дека Република Македонија во скор период ќе превземе одредени активности да спроведе попис. Исто така, би сакал да потенцирам дека доколку има промена и на одредени символи кои представуваат и основни белези на одредена држава, кои се однесуваат на знамето, химната и грбот,
Доколку се дадат можности да се стават обележја на други етнички заедници, бараме и ромската заедница да учествува во име на нашата партија и можда другите роми кои ќе се јават да учествува во внесување на наши символи во знамето. Ако се внесат други символи, зошто да не се внесе и тркалото кој обележи на ромската заедница низ вековите и низ сите меридијани, односно во државите. Исто така тоа да се случи со другите символи. И на крај би сакал да потенцирам дека демократските сили на ромите, како најсилна, најголема по бројност на членови ромска политичка партија, е за Македонија унитарна, независна, самостојна и европска Македонија. Ние знаеме и го признаваме сувереноста на македонскиот народ во поглед на носителот на државата и го почитуваме апсолутно. Меѓутоа, она што сакаме да одбраниме во овој момент е и мултикултурата и мултиетничка Македонија. Значи, мултиетничноста во Македонија се негува од поодавна и тука треба да ги насочиме сите платформи за сите етнички заедници да биде Македонија пристојно место каде можат истите да живеат. Значи, демократските сили на крајот е за соживот, за владење на правото, почитување на човековите права и тоа основните права и слободи загарантирани со уставот, со законите и меѓународните акти и сне за мир, социјална правда, еднакво соживот. Македонија, сите ние, наместо да се вклучуваме во процеси кои можат да деградираат, сите ние треба да се вклучиме во изградба на нашето мултикултурно и мултиетничко општество и да ја направиме Македонија као пристојно место за живење за сите граѓани во нашата република, со што тука ќе се спреча сите ојни неправди кои изборуваме дека имаме одлив на квалитетен млад кадар од државата во странство, имаме и други неправди, али добро ќе биде ако сите заедно работиме за доброто на сите граѓани кои екзистираат на ова убава, прекрасна Република Македонија.